На рака се бројат деновите кога земјоделците ќе ги добијат првите картички за субвенционирана нафта, уверува од викендов министерот за земјоделство Трајан Димковски. Откако земјоделските власти го потпишаат договорот со добавувачот на зелена нафта, земјоделците чекаат да ги добијат персонализираните картички. На принципот што имат пријавени во 2018 година се земени реперите, односно самите површини кои што се пријавени во минатата година. Ова значи дека, го рековте убаво примерот со овоштарство, бидејќи пред година дена ние во овоштарство предходно беше субвенционирано сите овошни култури со една ставка. Но направивме една анализа во зависност од трошоците кои што ги имаат самите култури и направивме градација, ако може да кажем така, реорганизација малку во таа мерка, со тоа што направивме 3 категории, каде што во првата секако дека влегуваат јаболкото, круша, праска, слива, оние поинтензивни култури кои носат и многу повеќе трошоци на самите земјоделци, потоа следуваат рибизли, малини, капини и други во таа група, и третата се ореви, каде што секако и во ова, сега кога ќе дојде до прераспределбата на зелената нафта и трошоците кои што се прават, најмногу добиваат овие кои што произведуваат овоштарите по интензивни култури. Сега кога зборуваме за методологијата е направена да 30% од потрошувачката за нафта бидат субвенционирани од државата. Пример, ќе кажам дека доколку 9000 денари е потребно за одржување за нафта во овоштарниците, како што се јаболка, крушка, слива, праска, во тој случај, значи 30% ќе бидат доделени на земјоделците, или тоа е некаде 2800. Од ВМРО ДПМН велат дека проектот Зелена нафта е уште една, според нив, неефективна популистичка мерка, од која земјоделците нема да имале никаква корист. Само за половина од македонските земјоделци ќе има така наречена зелена нафта. Во нормални услови ќе прашаме по кои критериум мислите ќе се делат, но земејќи ја во предвид ситуацијата дека картичките и не овозможуваат големи поволности, заклучокот е едноставен. Ова е класично замачкување на очи на македонските земјоделци. Имено според направените пресметки, намалувањето на трошоците кои ќе го имаат земјоделците во нивното производство, со оваа така наречена мерка изнесува од 1 до 3%. Научена само на земање, ВМРО ДПМН е против мерката Зелена нафта со која 200 милиони денари завршуваат кај земјоделците. 11 години ВМРО ДПМН не само што не покажа никаква грижа за земјоделците, туку постојано ги малтретираше, уценуваше и манипулираше. А денес се против тоа повеќе пари да завршуваат во земјоделските семејства, одговорија од СДСМ.